Почитувани, добро вечер. Јас сум Александар Видиновски и вие гледате само вистина вечерва со Драган Павловиќ Слатас. Добро вечер. Добро вечер. И Александра Трајановски. Добро вечер и за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Да, многу долго време од оваа студија апелиравме дека многу е важно политичарите да седнат на заедничка маса за да се договорат за најважните прашања за државата, да има некаков општествен или политички консензус за она што е важно за сите нас. Еден таков обид, барем така може да го квалификуваме, се случи денеска, лидерска средба на која што присуствува дел од лидерите на политичките партии, меѓутоа неголемата опозицијска партија речи да не учествува. Што мислите вие за сето ова што се случуваше денеска? Потоа ќе навлеземе и во тоа што се смета за одлука. Не знам, би направил дистинкција според терминот лидерска средба и политичко лидерска средба. Сметам дека оваа средба според темите кои што се одвива и кои што беа наметнати, односно фрлени на оваа маса, повеќе ги засега политичките субјекти како и оние кои што претендираат да бидат на власт или опозиција или исклучиво се бават со политика. Ако збориме за лидерска средба на луѓе кои што водат нација, народи или етникуми, мислам дека прашањата ќе беа многу поинакви, ќе се решаваат некои круцијални проблеми што ги засегаат граѓаните на нашава земја. Можеби, ако беше вистински лидерска средба, ќе требаше приоритет да биде евроинтегративниот процес, каде сме заглавени и да се постигне поширок консензус за одредени национални интереси и линии. Денеска оваа средба, барем според мене, сметам дека имаше многу поголем политички карактер, затоа што стануваше као приоритетно прашање беше наметната техничката влада, која што сметам дека е толку истрошено и излишно да се збори во јавноста, особено како главна тема, затоа што оваа држава и овој народ има навистина многу поголеми проблеми и поголеми работи со кои што треба да се занимаваат, особено оние кои што се избрани, ја имаат добиено довербата на граѓаните за да ги решаваат тие проблеми на граѓаните. Би дал на Добро, меѓутоа цело време зборува благодарам за вашиот став, меѓутоа цело време зборувавме дека не постои никаков диалог меѓу политичките партии за важни теми. Сега може да се спори дека е така или не е така, што е приоритет. Сега, меѓутоа, зборуваме како концепт на лидерска средба, каде што политичарите седнуваат заедничка маса и власт и опозицијата и разговараат за теми кои што тие мислат дека се важни во тој момент. Граѓаните секако можат мислат дека нешто друго е поважно. Во оваа форма прашањето јас би упатил сериозна критика до Социјалдемократскиот сојуз, затоа што отсуството на оваа маса буквално му ја предава палката на Левица и на Димитар Апасиев, кој што буквално денеска ги застапуваше целокупниот интерес на опозицијата и на оние граѓани кои што се проопозицијски имаат проопозицијско расположение. Спореди темите кои што ги најави пред лидерската средба господинот Апасиев, тие прашања се многу повеќе важни за останатите политички чинители, вклучувајќи и мојата партија која што е помал политички субјект, значи промена на изборниот модел, промена на начинот на финансирање на партиите и кампањите, како се дели тој државен колач, затоа што досега ние многу пати сме изразувале незадоволство, секако пред се од 6 изборни единици, кои што сметаме дека треба да бидат една изборна единица, како и сите оние средства од државата кои што ги добиваат, особено што завршуваат најголемиот дел на сметката на големите партии, значи власт опозиција во македонски блок, власт опозиција во албански блок, другите буквално се бориме во ако 90% од останатите политички чинители не ставаат сите во кош од 10% буџет кој што ние би можеле да го користиме, затоа овие 10% политички чинители располагаат со 90% од парите кои што се предвидени за учество. Добро, со дај со него го гледате како прв чекор за политички диалог или седнување на маса во политиката е добро, значи има одредена плима, нешто се наметнува како тема. Она што се лиферуваше и се наметна како на денешна страна, сметам дека се далеку по не толку круцијални прашања. Но секоја иницијатива за седнување разговор покажува симптоми на едно созревање на едно демократско општество, на демократски капацитет, кај што ке нас во политиката не го гледаме често. Да, алата се согласувате ли дека благодарам, се согласувате ли дека можеше за други теми да се разговара кои што се многу поважни за државата? Темите се бескрајни. Значи, ако разговараме за секоја тема која граѓанин го допира, треба да има секој ден лидерски средби. Овде се работи за нешто што е интерес на сите партии, бидејќи сите партии излегуваат на избори и потенцијален интерес на сите граѓани, бидејќи сите граѓани се кандидати за гласачи на избори. Оттаму, ова е централна тема, политичка, бидејќи изборите се централни политички настан. Од нив се почиња и од последиците на изборите се продолжува. Така да нема поважна тема од оваја од политички аспект.
има многу причини за промена на целиот изборен законник. Нешто јас мислам, нешто што може и со анкетите да ги цитираме, кои претходно утврдиле. Значи, Македонија е премногу мала земја за да имаме 6 изборни единици. Во меѓувреме, кога се утврдувало тоа до ден денес, има демографски промени во тие единици, па тие не соодветствуваат. Една има која има многу жители, друга има помалци. Има етнички промени во самите единици и така дај. Мислам дека треба да имаме една изборна единица со цензус кој е поголем од 3%, што е европски минимум, оди до 5 или 3 или 5 најчесто во Европа. И така ќе се добие еден чист терен да оние партии кои за себе мислат дека се многу битни партии, а никој не ги гласа или малку ги гласат, полека ќе се тргнат од политичката сцена или ќе мора да се здружат, обединуваат, фузираат како сакате со поголемите. Ние кои следиме политика знаеме дека најголем ризик од корупција е кај малите партии во коалициите, без оглед дали е таа локална, дали е таа централна. Зошто? Затоа што тие функционери не одговарат никому. Вие ако денеска најдете некој демократски сојуз, да памет го зимам, не инсистирам да биде на Павле Тренов партијата, ако го фатите во корупција за јавноста, тоа е власта е корумпирана и се поврзува веднаш со премиерот, со министрите на владеачката партија и така натаму. Уште полоше на локално ниво, каде што се испод радар на медиумите, бидејќи не се во Скопје, камерите се тука, новинарите се тука, по Битола, по Прилеп, Штип, Охрид, Гости Вртетово, многу помалку има внимание од јавноста. Добро, во интересно ти сака да кажеш дека најголем генератор на корупцијата во Македонија најчесто се помалите партии, а овие поголемите се најтешко контролибилен е генераторот на корупцијата од малите партии. Затоа што никоме не одговараат. Помалку бројните, да политички коректни да видам. Износите и функциите што ги вршат се многу битни, не мора да се големи. Ние имаме од мали партии сега министри. Земете од албанскиот блок на Влен, тоа се релативно мали партии сам по себе, ако ги земеш, ама држат многу битни и клучни места. Исто така. Значи, тоа е битно да се реши да биде една изборна единица. Второ е битно да се реши што е со нашите гласачи во странство. Ние во соседниве земји, ако земеме, со кои можеме да се споредуваме и културолошки, и економски, и политички, бидејќи сите тие се ново создадени демократии, нивните гласачи во странство гласаат. Да се најде модел како и нашите граѓани надвор од Македонија ќе гласаат. Зборам за граѓани кои имаат право да гласаат под исти услови како граѓаните во Република Македонија. Не можеме ние да оставиме скоро пола милион луѓе надвор кои живеат како македонски граѓани без можност да гласаат, бидејќи во нивната поблиска околина 100 километра нема дипломатско представништво, а така има многу од Америка до Европа. И тие да бидат равноправни гласачи во една изборна единица, како и сите ние. Не да им дадете еден пратеник, два пратеника или така дале. Тоа исто треба да се реши. Прашањето на техничка влада е смешно прашање, нигде во демократијата не постои таков пример, само кај нас. Па изгледа беа условите за така да може да функционираат работите. Не би рекол, условите беше... Сите го прифатија тоа. Под услови што подразбирате, тоа е содржински, се уште не дефинирано од тие што денеска го кажа. Во тоа време се создава услови како да се дојде на власт без избори. И се правеше секако можен притисок до таа влада да се дојде до власт од страна на СДСМ без избори. Се правеа сите можни услови од СЈО до техничка влада, до пржинска. Прво тоа не е техничка влада, бидејќи внатре се го политичари. Се да се направи, да се намали авторитетот и можноста да ВМРО ДПМН повторно победи на избори и земе власт. ВМРО победи на избори, но не земе власт. Сега, ако, како денес слушам од некој од шефовите во СДСМ, нивниот председател, дека тоа обезбедувало да нема корупција на изборите. Така? Па избори се спроведува со техничка влада и СДСМ која беше на власт. Значи и тие биле под закана на корупција и под сомневање. Па сме имале технички влади. Не само ВМРО ДПМН. Едноставно СДСМ се буни за да се буни. Таков е печатокот. И печатокот и заклучокот и праксата од последниве години и пол дена нивна е таква. Они сега имаат една агенција Прагма, се вика од Београд. Да, апсолутно има промени во начинот на кој што комуницира со јавноста. Сакам и тоа посебно да го анализираме што тоа придонесува во нашата да ти кажам што се нови за јавноста. Неколку пати реагираше со невербална комуникација, претпоставам дека има реплика. Прво имам респект, делумно се согласувам со она што го кажа господин Латас и гам дека му течеше мислата, сакаше да
коментира и немаше поента јас да го прекинувам. Кај нас делумно го има воведено начинот како да гласа диаспората, значи со чартер летови се носат. Сега вајда ние треба некако да го легитимираме. Да го легитимираме. Овој да го ставиме во да ставиме некоја законска рамка или буџетска. Ајде, шалата на страна да оставиме. Државата му плаќа 4 дена престои у Македонија и авионска карта да дојдеш да гласаш. Па сега дали е државата, мислам се надевам дека нема да биде. Јас сметам дека гласањето треба да биде на оние кои што живеат тука, творат во ова општество и продонесуваат за развој, сега и диаспората која што нели ги поддржува своите семејства, фамилии преку праќање средства без разлика од која сфера на земјината топка доаѓаат, но сметам дека техничката влада веќе не само од незиното, еве да го наречеме тогаш како наметнато решение за да биде да се створи еден транзит и еден тек каде што ќе се отстапува на тогаш како што нели и меѓународниот фактор имаше оценета апсолутната власт на тогашното ВМРО, полека да се отстапуваат овие институции и ресори и министерства за да може нели да се воспостави некаков баланс. И пред се нели како што беше првата мерит системот беше да се спречат коруптивни активности за да се не се влијае на граѓаните. Ке нас се покажа дека техничката влада не го има тој капацитет и буквално беше како транзитна влада каде што опозицијата во наводници зима неколку ресори, почнува да воспоставува некаква си стабилизација, баланс по институциите, за да имаме некој изборен процес. Никогаш нити се влезе во некаква си пресметка со коруптивни скандали, сето тоа се сведуваше на обични голи пресконференции од штабовите. Нема, види, оно техничка влада... Ние во држава немаме, имаме 8 институции, никој не се бави, немаме ни еден техничката влада нема механизми да донесе никаква правно важечка одлука. Прво, за да нешто смени. Шанса е само опозицијата да има повеќе на телевизија, да биде тој веде премиер. Тоа ние така дека сме го толкувале затоа што нас дојдоа луѓе од странство од Европската унија од овакво не седнаа на маса прв пат тогаш нели како лидерска среда ке нас од тогаш почна да се практикува. Ајмо да ги потсетиме гледачите зашто беше формирана оваа техничка влада според вас или принципот на пржинска влада? Затоа што тогаш дали имаше реална потреба и што Македонија доби изгуби со тоа? Ајде да речеме дека во тоа време како што кажа и господинот Лата, значи зависи што сметаме дека биле условите за создавање во тоа време, условите беа тие дека нашата власта во тие години од страна на меѓународниот фактор беше перцепирана дека е сериозно апсолутна власт која што ги има нагазено сите институции кои што се во служба на партискиот систем и нели на лидерот тогашен господинот Груевски како и премиерот. А вие мислите дека беше така? Па не е битно јас што сум мислел, битно е дека после се испостави дека не е така. Политичар, граѓаните треба да знаат каква перцепција имате за важни политички процеси во минатото. Ние уште тогаш покажавме дека немаме кичма. Значи ние прво како држава, не покажавме капацитет дека можеме сами да седнеме да издействуваме одредени преговори. Мораше да дојде некој од страна да не седне на маса, буквално да не фати за маичките, да не седне, да не мири, па да кажува како треба да правиме. И од тука натаму после, знаете како, ние не решивме, не влеговме во процесите. Ако нас ни дале техничка влада, еве господинот Влата свика за да има поише да ги има на телевизија да искачат. А кај нас техничката влада требаше да биде транзит каде што вие кога ќе се земете ресори како труд и социјала, како МВР, да можете да обезбедите фери демократски избори. Кај нас, дали пред таа пржинска влада, дали после тоа, сите избори после тоа на резултатите имате едните плачат, другите слава. Да, ова е доказ, ова е чисто прагматичен доказ еден дека таа техничка влада не ги исполни условите. Второ, сите странци кои дојдоа, кој овдека кој наредуваше, кој молеше, кој обедуваше, денеска веќе не се на власт и не заборајле, а последиците се наши. И други им се приоритетите. Ние во Пржина договоривме специјален јавен обвинител, единица, еден човек. Од тука произлезе специјално јавно обвинителство со 120 луѓе. Од тоа специјално јавно обвинителство произлезе преседателката во затвор, 5 милиона поделени меѓу вработените, милион меѓу 10 јавни обвинители. Значи, дојдовме до ситуација кога нешто што е криво насадено, криво и живеело. Меѓутоа цената ја платија граѓаните. Со тие пари место да се инвестира во нешто се дадоа за нешто што прво. Ќе остане во буџет. Ќе остане у буџет за нешто. И истото тоа што го велите сега дека техничката е влада само за некој да се слика повеќе на телевизија и тоа го плаќаат граѓаните. Така е, два елемента и произлегува од тие пржински договори. Едниот е ФСЈ кој заврши како што заврши и сега ни чекаат 10 луѓе. Дали ќе се отвори истрага против нив, па уште ако се избере пак Гаврил Губевски, пред тоа по моите математики 7 од 13 гласа ќе добие за нов шеф на Скопското јавно обвинителство. Таа агонија со СЈ ќе продолжи бидејќи тој доаѓа од СЈ.
Значи не добивме ништо, ми е поентата, странците си отидоа. Се што беше Ние во СЈО го повторно оставате бевме- у групата корумпирано и лошо за државата. Овие 10 се со кривична пријава која чека 3 години веќе на процесуирање. Што сакате поише од тоа? Кога на нас ни дава кривична пријава, ние моравме да даваме оставка од уредник, зашто сме веќе криви. Само од кривичната пријава. Сега, ако истите тие кои нас ни дава кривични пријави бара оставка од уредник, зошто они со нивните кривични пријави не даат оставка од обвинителство? Е прашањето. По нивната логика. Ние странците ги испративме, им се исплатија дневниците, си отидоа. Нас не останаа последиците. И СЈО и техничка влада. Самиот факт дека никаде во Европа широко зборам од Казахстан до Ирска горе, никаде не постои ваков пример на политичка организација или модел за предизбори или за избори. Никаде. Владата одговара за својата работа до последниот ден на својот мандат. Владата во тие 90 дена може да и се случи се, може да има пожар, може да војна да избие, може се. Немате влада 100 дена. Јас зборав со некои од министри, сме гледале математика. Вака изгледа тоа. Ти сега правиш пат Скопје, како се вика, Тетово, Кичево, Тетово, Гостивар, Охрид, така. Тоа кошта пари. Ти треба 100 дена да го запреш тој процес, негде минимум месец и пол после тоа за формирање нова влада, да го запреш тој процес. Во време на предизборието 60 дена претходно да го запреш тој процес, тоа е 2 месеца, месец и пол, 3 и пол и вамо 5 месеца ти не можеш да работиш. Не можеш тендер, не можеш да работиш луѓе, не можеш да избркаш Ако луѓе. исплатено се, зашто не може да се работи? Ама затоа што имаш текомни работи кои се исплаќаат по завршена работа. Разбираш, не можеш ништо да правиш. Не можеш ни еден проект да спроведеш, а каматите вртат, а ти имаш притисок се од јавноста, почнаа патов, не го направија. А не знае јавноста дека Не, нас се патот оперирани од таков притисок, баш во не знае дека власт. патот е запрен поради тоа што имаме 100 дена. Ваква влада 60 дена пред изборие, 5 месеци и пол за влада. Значи, тоа нешто не функционира. СДСМ нема став дали му одговара или не му одговара. На СДСМ прво му одговара на изборна единица, бидејќи се уште партија која значи 150-200 илјади гласа минимум. Му одговара да нема техничка влада, еве денеска Мицковски тоа им дае предлог. Ајде ова да го изгласаме. Сега нека има. Ама од наредните избори да нема. Ама законот да се донесе сега, да стапи во сила од наредните избори. И тоа не им одговара. Нив им треба да бидат контрапротивни, викаат у Скопје. Значи, што го ти да предложиш, ја да бидам против, за да бидам ја на телевизија, за да бидаме контра владата, за овие што се... Само да ве потсетам дека истото го кажува и СДСМ кога беше на власт за ВМРО, да помани дека работат Види, се може да дека каже- таков наратив ни се пролегува може со наративот, децении. ама позади наративот остануваат некои бројки и резултати. Ја тврдам и денеска за СДСМ еден од најголемите порази економски е што Коце Трајановски како градоначелник на Скопје имаше повеќе и по вредност и по километража инвестициони проекти во инфраструктура отколку СДСМ за 7 години централна влада. Да. Со 20 Добро. милиарди СДСМ има помалце патишта од Коце за 4 години. И тука е причата завршена. Што се ќе мериме кој што кажал, вокабуларот каков му е. Денеска бил таков, вчера се напил у кафаната, тој сега само е другачи. Добро, окей. Ајде. Јас сепак не би ја преферил целокупната кривица на меѓународниот фактор. Сепак мислам дека они буквално со техничката Треба влада, двајца тогаш за грешка. Они ни дадоа јаже за спасување. Ние требаше да покажеме и државнички и институционален капацитет, дека сакаме да ги промениме работите, да го вратиме во тоа време демократското општество, да ја вратиме И до да време- нема више техничка влада, после таа техничка влада. Добро, ќе дојдам и до тоа. Ние секако самите политички чинители кај нас многу порано требаше да седнат на маса и да речат: "Еј, слушајте, тоа помина, тогаш беше така, техничката влада беше решение кое што ние не го искористивме." Точно и ова што го кажуваат. Меѓународниот фактор, ние не сме прв пример кај што специјално јавно обвинителство е формирано, го имало и во другите земји. Тоа како се манифестираше кај нас, како заврши е друга приказна. тоа е разликата. Кај нас проблемот е од внатре, не ни е од надвор. Значи, они ни дале алатка со која што ние ќе треба да ја користиме да се справуваме со корупцијата, со криминалот. Тоа како сме употребиле ние таа алатка на нашава нива што се вика, дали сме копале или сме оставиле па сме отспале, тоа е друга приказна, мислам, за жал трагична кај нас. И точно е сето она што го кажуваат. Но мислам дека
Сите тие инструменти кои што се нудат кај нас се исклучиво за демократизација на општеството. Значи меѓународниот фактор, ние кога сме научени да дојдат буквално со тенкови овде и да ни ги постават правилата. Така сакаме и очекуваме дека треба меѓународното влијание да се врши овде во земјава. Наместо они да не седнат на масата и кажу, ако имате проблем, треба да формирате. После тоа се направи и ДКСК, имате финансиска полиција. Со каков крупен криминал се справиле ние. И кај нас најтрагичното нешто е што не постои ниту еден функционер што си има поднесена оставка ради морална или етичка. Морам да се извинувам сега, само да прашање едно. Антони Пешев, кога падна авионите 90-тите години, поднесе оставка. Зборам за ова од техничка. Господин Александар Вака, неколку пати кога зборувавте, внимателно ве слушав, многу пати кажавте се согласувам се што кажавте господин Лаца. Делумно се согласувам, не стигнавме за изборната. Сега јас чекав, мислам дека ќе реагирате, меѓутоа не реагирате, сакам да ја потпрашам. И секако што ќе одговорите и дали имате потреба да се одбраните, кога главниот одговорен уредник на национална телевизија неколку години што бил, ќе ви каже јавно 23 се извинувам, точно 23 дека остане запишано. Ќе каже дека најголем потенцијал за корупција во владите има кај помалку бројните политички партии. Прецизно, Ај најпрецизно кажете. Најголем потенцијал надвор од контрола, најтешко контролибилен е степенот на корупција кај малите партии. А дали тоа се случува? Нормално е дека ја ако имам 7 министра, ти имаш еден, ја имам поголем потенцијал за корупција. Но јас сум на радар. Сите ја гледаат власта, ВМРО во случај. А во едниот од на Павле нема министер, па за тоа го потреба. Никој не го гледа, тој е испод радар. Или заменикот или директорот на јавно предпријатие и така дали. И утре ако тој на Павле Тројанов од Демократски сојуз направи криминал, никој не вика Демократски сојуз се кримоген. Меѓутоа дали тоа реално се случува кај нас, тоа е ставно интересира. Дали реално се случува или само кажете дека потенцијално? Како не? Добро, значи се извинувам. Значи истото би го поставам со уредник 23 години. Вториот дел од неговото излагање на мојот соговорник вечерва, во однос на тоа не се согласувам затоа што малите политички субјекти секогаш нудат многу повеќе квалитет него квантитет. Ме разбирате? Исто затоа и ние секогаш се бориме за поголема медиумска застапеност, особено во изборните програми. Ние немаме цели машинерии, тела од 30-40 души, правни и вакви сектори да седнат сите и да ти сработат програма, ти да излезеш само на телевизија и да си ја прочиташ. Значи ние работиме самостојно, седнуваат 5 така малце по-упорни луѓе, повредни, па пишуваат, па истражуваат што го засега граѓанството, што највише кои се 5 круцијални проблеми во општеството и за тие бараме решение ги нудиме. Исто така, на пример, затоа и партиите, поголемите субјекти врз основа на функционирање, на финансирањето, они ги добиваат најголемиот квантитет на средства. Ама нормално е. Не е нормално, за мене не е нормално. Најмногу гласачи затоа, кај нас, во малите политички субјекти, за да излезете вие во јавност, да настапите вака да зборувате, треба малце да имате поголем квалитет. Најтешко. И кај нас е многу тешко тој квалитет ако после ви биде испрдан со било каков корупцијски скандал. Најверојатно тука завршува негде и малата партија. Мали партии има постојано. Ако го погодат интересот на јавност. Имате мали партии, имате и мали партии, сега зависи за што се основани. Мала партија беше во Германија АФД. АФД беше мала партија. Го погоди интересот на јавноста, изнесе луѓе кои знаат тоа да го артикулираат и таа јавност да ја повлече. Денеска е водечка партија по рейтинг, а втора партија во парламент по број на пратеници. Добро, не навлегувам каква е, што е и зашто е. Такви се околностите во Германија, таков е интересот на јавноста во Германија, така се лоцирани проблемите и успеале. Јас и како главен уредник и се никој што се бил за или против мала партија или голема партија. Но кога се дели колачот што го викате вие државен за партиите пред избори, се дели врз основа на пари од граѓаните. Колку е процентот на граѓаните кои гласале да ја поддржат таа политика, толку од нивните пари се инвестираат, зашто вие ги заработиле тие пари на избори. Јас сум за тоа да постои некој стартен износ, но знаете што, тоа ќе се претвори у таква девалвација на формирање мали партии за да дојдат до парите, како што за локални избори што се случуваше со кандидати за градоначалници кои зема по 10, 20, 30, 50 евра, не се ни појавија на избори. Практично. Пари на граѓаните. Многу е важно тоа да се потенцира цело време, бидејќи тоа е од релативно сиромашен народ и сиромашна држава се земаат пари. Така да логично, знаете, и во една држава, ако некој спорт постигнува резултат, државата инвестира свој пари повеќе во него. Тоа уништува плурализмот, затоа ви кажам, добрата идеја, добра понуда не може да стигне до медиумите, затоа што се окупирани од овие 4 субјекти кои што го делат. Ама не, збориме за нашиот модел на финансирање. Од овие 4
субјекти кои што го црпат целите 90% од државното финансирање од пари на граѓаните, вие добра идеја на медиумите речиси и да не можете да слушнете. Тоа е работата. Дури и да се така, зашто луѓето би гласале ако нема добра идеја од него? Дури па не може да стигне до јавноста да допре. Ама дали мислите дека телевизијата одлучува? Ама не сега збориме за телевизијата, збориме за медиумите. Да Не, медиумите дека одлучуваат кој ќе победи Друга на работа избори. што е проблем кај нас. Значи кај нас Доналд Трамп да се појави со 7 милиарди евра на сметка, не може да ги потроши во неговата кампања и промовирање. Го знаете тоа исто. 5,5 има потрошено. Абе сега Доналд Трамп во Америка има потрошено. Кај нас да дојде Доналд Трамп не може да учествува на избори. Ќе му речат можеш со независниве со у 10% таму у тие пари колку ти остануваат 600 евра, 2 билборда и со тие може да моделот за идеш. Македонија, каде што? Тоа е работата. Каде што се лимитираат пари за финансирање партии во време на избори, кај што се лимитираат, а затоа државата компензира се покажа како најдобар степен за елиминирање на корупција. Зошто? Затоа што парите од фирмите кои се заинтересирани за известни законски решенија идеа под маса, идеа во кеш порано, идеа тако дале, или идеа на сметка. Беа неограничени можностите и он практично си ја купува власта и си ја става И джеб. јас и вие знаеме дека се уште постои модел со правни лица кои што ги финансираат политичките субјекти, особено Не, многу е големите и построго ден се. денеска. Не. Знаеме дека и добро, да не Не. навлегувам. Постојат тие пари- системи тие- за кај нас се махери за измислување за тие Тие байпас системи делот кои тие како пари да се завршуваат во медиуми како огласување и се друга како сервис што нуди. Невозможно е да дојде фирма да плати кампања која е правена за партија реално на медиумот, а да дојдат парите од фирмата. Невозможно е. Значи невозможно е. Да, ама знаете како сега имате и може и во шпедиција да работите, а всушност вие Добро, се водите сега да шпедиција, малце да работите нешто избегавме друго. од темата, сакам да ја вратам, а малце да Само иземе. уште ова да го довршам. Ајде. Ако најголемиот корупциски коефициент е кај малите партии, зашто тогаш големите партии имаат потреба цело време да ги абсорбираат во коалиции? Зашто не си настапат сами? Затоа што борбата е за секој Еве, го гласач. спомнавте господинот Павле Транов, ја нема. Ја ќе го спомнам Драгиша Милетич. Драгиша Милетич кога преде од СДС. Не знам дали има партија Драгиша. Да, сега мислам дека е во пензија господинот, затоа мислам дека е подобро. Како беше кога преде од СДС, 3 дена на вести го даваа Драгиша Милетич. Драгиша Милетич немаше учествувано, не знам, 5 изборни Па циклуси. мислам дека и нема нешто гласачи, па заради него и која беше. Без разлика се. Знаете Не е како, поентата тоа. Сакам да кажам дека пак беше партијата се бори за секој гласач. За секој Исто и од гласач. политичките субјекти големите да го земат во И тој што коалиција. носи или 5 или 10 илјади гласа не е битен затоа што по Донтовиот модел негде 200 гласа одлучуваат пратеник. Добро, уште се извинувам, господине. Само уште ова, извинете, во однос на малите. Да мовам уште 10 секунди. Не е коректно ние да кажуваме дека малите политички субјекти се ако е со поголем корупцијски коефициенти, дека тие се чинители за кои што после Не, или помала и јавна контрола се го кркаат по големите партии. Испод радар. Верувате сега. Сите знаеме, значи да не почнеме Даравелски од цела историја и на СДС и на ВМРО да ги редиме години, децении на назад од кои политички провиненци што направил. И на крај пак после 4 години истата партија ти доаѓа и вика ќе се бориме со криминалот, не седнуваме на маса Ама со јавност ја гласа. они се криминали. Јавност гласа. Добро. Тие не Јас се од као ВМРО народна од јас као граѓанин своите 2 евра условно од громили. своите 2 евра условно што ги даваме за избори за партиите, доаѓаат онаму кај што јас сум гласал. Значи, тие бројки кои доаѓаат како пари на сметка на партиите наменети за избори и изборни кампањи се генерирани од бројот на гласови. Добро, луѓе ги крај. поддржуваат. Тоа е врзан систем. Господин Јас ги Александар, избирам добро, парите, бе, го ги ајде сега добивам гласовите, да остануваат останеме кај на мене темата. цело време. Дали мислите Јас останувам машина, вие не можете ни за... Може да поставам прашање, се извинувам. Ако може. Да, Фала. повели. Да. Дали мислите, дали има две, да речеме, два погледи на резултатот од локалните избори, се збунив, од лидерската средба денеска, а тоа е дека СДСМ го добило тоа што го бара, без воопшто да се појави на лидерска средба, односно да има прчинска влада на следните избори, бидејќи една од причините зашто не се појавите на лидерска средба, вела дека прчинска мора да има и дека тоа е тоа, дека владата ќе корумпира, ќе подкупува и така натаму. Нека велат дека се завршиле работа без воопшто да се појават. Или другото гледалиште дека премиерот Мицкоски практично и тоа што го договорија лидерите им ги изби од рака сите аргументи на СДСМ зашто не доаѓаат на вакви средби. Добро, ја мислам дека така и го започнав моето излагање вечерова, прво затоа што сметам дека неучеството на СДСМ прво покажува политичка незрелост. Од
актуелната политичка состојба можеме слободно да констатираме дека мислам дека на ова СДС во оваа кондиција најнасушно и најочајно му е потребна техничка влада за доколку би имал некакви Тројца. избори. Било какви избори, вонредни утре, дали на пролет, дали на есен, значи ова СДС во СДСМ во овој капацитет, во овие услови мислам дека најочајно му била техничка влада. Но врз основа на тоа што ако видите по завршувањето на лидерската средба, значи констатацијата, она што го изложи премиерот е дека СДСМ треба да одлучи дали ќе идеме без техничка влада на следните или ќе го изгласаме само, а тоа ќе бидат на неноги на понаредните избори. Значи ако нема предварени избори, тоа е нешто за 6 години што ќе се случува за повеќе од половина деценија.